Здружените СДСМ и Левица не сакаат нашите иселеници да гласаат. Со 13.000 амандмани тие ги спречуваат измените на изборниот законник, со што на нашите иселеници не им овозможуваат гласање, вели премиерот Христијан Мицкоски. Најпрвин СДСМ, кога беше влада со својата катастрофа и катаклизма која што ја донесе во Македонија, мотивираше и избрка голем дел од нашите граѓани да си ја бараат својата среќа надвор од земјата, од татковината, а сега на истите ги казнува повтор пат. Не им дозволува да учествуваат на легитимни председателски. Еве, ако се плашат за парламентарните избори, ние велиме за следните председателски избори па натаму. Да и се даде можност на диаспората да учествува по електронски пат и не е точно во изминативе денови да се зборува само примерот на Франција. Можам да ви кажам многу примери кои што и во регионов ги имаме аплицирано. Работите во собранието по ова прашање течеа добро се до еден момент. Во последен момент политичката партија Левица одби да се потпише на поднесокот до парламентарците. Односно одби да го потпише поднесувањето на изборниот законник кој што тие го предлага, кој што тие го усогласува, ние им прифаќавме се што сака, се што мислевме дека е во согласност со нормалното однесување, ние прифативме, вклучително и парите за финансирање на кампања, нешто што им беше најбитно, тоа им беше главен приоритет, да имаат повеќе пари за финансирање на кампања. Све им прифативме и на крај рекоа не, ние ова нема да го потпишеме. Еве, ви ветуваме, нема да правиме филибастеринг со амандмани, вие изгласајте си го, ние ќе бидеме воздржани. Сакајќи при тоа да се представат повторно лажно пред нивните поддржувачи дека еве тие се тие кои што се принципиелни, а сите останати се против нив, правејќи се жртва на тој начин. Мицкоски од ова со заклучок. Замислете да им дадете можност тие да одлучуваат за вашата иднина. Кога тие ве лажат, во очи ве гледаат и ве лажат, а позади завеса нешто сосема друго прават. Впрочем, се сеќавате на сведочење на поранешниот председател на владата Зоран Заев во парламентот, кога јасно кажа дека се обезбедувале ресурси за да Левица одземала гласови од ВМРО ДПМН, нейни парламентарни избори, а потоа ако добиеле пратеници, требало да бидат во коалиција со СДСМ и да ја поддржуваат неговата влада. Тогаш избега председателот на Левица, а сега повторно бега. И затоа порака до сите оние кои што ја поддржуваат оваа политичка партија, ако тие едно прават со месеци, а друго зборуваат, замислете да им дадете можност што ќе прават и како ќе се однесуваат. Мицковски сепак се надева дека Левица и СДСМ ќе се предомислат, бидејќи време за оваа агенда да се испорача се уште има. СДСМ и ВМРО ДПМН денес продолжија со меѓусебните обвинувања за неуспешните измени во изборниот законник, кој се однесува на гласањето на диаспората. Додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строги процедури, проверка на личен документ, потпис во избирачкиот список и идентификација со отпечаток од прст, Мицковски сака за околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, со притисок, со присуство на други лица и злоупотреба на идентитетот на гласачот. Венко Заев се плаши од народот и сега, откако претходно го избрка народот од сопствената држава, денеска тој се противи истите тие луѓе кои си отидоа надвор од државата токму ради него и Заев гласаат по електронски пат. Од друга страна, Апасиев и Левица алчни за пари, иако претходно им беа прифатени сите нивни барања да бидат внесени во новиот изборен законник, а тие се однесуваа стрикно само на тоа да добијат што повеќе пари како политичка партија, истите денес го блокираат законот.
Реално работа во државата бараат помеѓу 40 до 45.000 лица од евидентираните 86.000, изјави Маријан Ристевски, заменик министер за економија, потенцирајќи го трендот на постојано намалување на невработеноста. Ова влада кога дојде имаше околу 100.000 невработени лица. Целта беше првата година да се намалат под 90.000, па потоа наредната цел е да се намалат под 80.000 бројот на невработени. И исто да напоменам дека тие 86.000 или 5.000 невработени лица, голем дел од нив се занимаваат со земјоделие, а остатокот се оние лица кои немаат завршено се уште средно образование, а се евидентират по самиот список за невработени лица, тоа се лицата од 16 до 18 години. Сакам да кажам дека бројката е многу помала, изнесува некаде околу 40-45.000, а тоа е 5-6% од работоспособното население во Македонија. За една недела ќе се знае владината стратегија за цените на 700 основни производи, изјави заменик министерот за економија Маријан Ристевски. За една недела ќе го имаме комплетниот резултат, посетени се многу објекти и ќе знаеме која економска политика понатаму да ја примениме и како влада и како Министерство за економија и труд. Главен приоритет, бидејќи воениот конфликт веќе е при крај, заврши, очекуваме да цените паѓат или да не растат, освен ако има одредени, како да кажам, економски услови за тоа. Кои производи ќе бидат приоритетно намалени, Ристевски не потенцира. Самите анализи ќе кажат и ќе видиме во кои групи на производи има најголеми маржи и каде можат да се симнат цените, каде се оправдани, каде не се оправдани, каде има економска логика, каде нема економска логика, тоа ќе ја покаже анализата. Анализата ќе биде за брзо и ќе бидат известени и од Министерството за економија и труд и владата. Крајната цел на владата е следната. Таргет на владата до крајот на годината ќе биде да држи инфлацијата на едно ниско ниво, а и ако имаме малку поголема инфлација поради воениот конфликт, изголемување на енергенсите, транспортните трошоци, сировини и така таму, знаете дека инфлацијата е едно од најниските во регионот. Значи, Македонија покрај најефтини енергенси, тоа го каже Евростат, имаме и најниска цена на основните прехранбени производи во регионот и во Европа. Владините мерки треба да бидат баланс помеѓу пониски цени, но и грижа за бизнисот и економијата, без при тоа и едните и другите на било кој начин да почувствуваат поголеми потреси, констатира Ристевски. Не прецизирајќи за колкав процент, министерот за одбрана Владо Мисајловски на денешната средба со новинарите најави покачување на платите на вработените во армијата на Република Македонија. Секогаш треба да има зголемување на платата, јас тоа го најавив и добро е што седнавме со синдикатите, разговаравме на 15 мислам дека договоривме нова средба, ќе разговараме потоа се разбира. Јас со министерката за финансии и со премиерот ќе разговарам за да се качи бодот. Во меѓувреме, по децении застој, се реактивира воената школа за обука на идни воени пилоти и техничари, најави началникот на генералштабот генерал мајор Саша Лавчиски. Ке се оспособат и школски авиони и школски хеликоптери од типот Злини Бел, кои ќе послужат понатаму во процесот на произведување на нови пилоти. Ова е нешто што со десетици години е ставано во адакта, ставано е под сенка, под тепих. Навистина голема поддршка тука и од министерот за целата работа, заедно со Војната академија, веруваме дека катерата да ќе ја вратиме, меѓутоа пред се треба да ги поправиме овие два модели на авиони кои се дел од воздухопловниот винг. Во однос на обновата на инфраструктурата на армијата од предвидените 12 милиони евра, досега потрошени се 3. Меѓу завршените проекти е реконструкцијата на објектите во Штипската касарна Јане Сандански. Влегуваат многу проекти, доредување на објекти, целосно реновирање во касарната во Штип, замена на покриви во објектите во касарните Гоце Делче, во Чојлија. Мисајловски е оптимист. Сегашниот процент од 2,8 колку се издвојува од републичкиот буџет за армијата, а согласно стандардите на НАТО, в година да се зголеми и доколку економските услови го дозволуваат тоа и да достигне до 4%.
Европратеници ја предупредија Албанија дека преговорите за пристапување кон Европската Унија се во опасност ако владата не го промени курсот во врска со плановите за луксузно одморалиште поддржано од зетот на Доналд Трамп, Джаред Кушнер. Тинеке Стрик, холандската европратеничка која ја предводи мисијата на Европскиот парламент за утврдување факти во државата, рече дека раководството на Албанија си игра со огон со спроведувањето на проектот за недвижности од 1,4 милиарди евра, која, како што рече таа, ќе предизвика хаос на дественото крајбрежје. Рама, кој минатата година освои историски 4ти мандат, вети дека ќе ја внесе Албанија, една од најсиромашните земји во Европа, во блокот до 2030 година. Тој временски рок сега би можел да биде во опасност ако Рама инсистира да продолжи со проектот поддржан од Кушнер. Мајката на политичарка од владеачката партија Нова демократија во Грција почина од повредите здобиени во подмет на пожар, еден од низата напади насочени кон партиски функционери. Вагија Нестора подлегна на тешки изгореници и откажување на повеќе органи во болница во Солун. Несрекната жена почина рано наутро во среда во експлозија и пожар подмет на двостамбената зграда каде што живее незината ќерка Афродити Нестора. Според болнички извори таа е примина во критична состојба со изгореници на околу 80% од телото. Незината ќерка, членка на партијата, исто така се здобила со изгореници и вдишување чад и се уште е хоспитализирана. Денес во центарот на Загреб се случи необичен инцидент кога автомобил што го придружувал хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ удрил во автомобилот во кој седел премиерот. Несреката се случила на улицата Савска, во судирот нема повредени. Хрватската влада потврди дека инцидентот се случил откако премиерот се вратил од седница на владата. Полицијата спроведе истрага на лице место за да ги утврди сите околности на судирот. Пленковиќ бил во луксузен блиндиран автомобил Audi A8 L Security, специјално модифицирана лимузина од германскиот производител. Оперативниот план на владата за самовработување досега мотивираше 4500 апликации на млади до 29 години во државата. На 2 дена пред истекот на повикот денес во Штип во Агенцијата за вработување беше организирана промоција на оперативниот план. Шансата за да добијат грант за отворање на бизнис е многу голема. До сега имаме информација дека има преку 60 апликации, меѓутоа очекуваме да таа бројка овие 2 дена стане и многу поголема. Да ги напоменам сега еве и кои се бенефитите од оваа мерка. Лица до 29 години добиваат грант од 10.000 евра, над 29 години добиваат 7.000 евра, ако се здружат во друштво со ограничена одговорност добиваат 20.000 евра млади лица до 29 години или повозрастни над 29 години, ако се здружат, добиваат до 14.000 евра. Една бизнис идеја почнува со овој чекор и верувам дека многу успешни бизнис приказни во нашиот град може да бидат реализирани преку мотивација на младите луѓе, преку мотивација на нивната креативност да влезат во овој модел на самофинансирање и со тоа да додадат вредност во локалната економија и во отварањето на нови работни места. Во Штип процесот на аплицирање е следниот. Интересот е задоволителен. До сега во Центарот за вработување Штип се пристигнати 65 од прилика апликации, 63-65, 64, еве ме коригира раководителот на Центарот за вработување Штип. Така да очекуваме дека и овие 2 дена кои што преостануваат од огласот, невработените лица кои што имаат собствена бизнес идеја и сакаат да отпочнат собствен бизнис, ќе искористат можноста и ќе се вклучат во оваа програма за самовработување. Агендата на заменик министерот за економија и труд продолжи со посета на агенциите за вработување во Виница, Кочани и Берово. Тука во центарот досега има 30 апликации, што е добар одзив како просек со минатите години. Очекувам исто така да има нови апликации во текот на утрешниот ден, така да заклучно со утрешниот ден ќе имаме навистина можеби рекорден број на апликации за самовработување. На младите од општина Берово им порачувам да бидат храбри, да веруваат во себе, во своите идеи и никогаш да не се откажуваат од остварувањето на своите цели. Општина Берово е мала општина и за нас сите бизниси се подеднакво важни.
Општина Берово е општина која што соработува активно со бизнис секторот. Во контекст на тоа, градоначалникот веќе за наредната недела има закажана средба со бизнис заедницата, на која што средба ќе се разменуваат искуства, ќе се даваат идеи и се што е во фокусот на развој на локалниот економски развој. Годинава оперативниот план содржи низ за новини, а посебен стимул е назначен на лицата на возраст до 29 години кои се повратници од странство. Тие добиваат 10% повеќе средства во однос на останатите. Повеќе од 2 недели, сточарите од Делчево и околината имаат проблем со откупот на нимото млеко. Преку нимото здружение Симентал, тие денеска ги повикаа пратениците на ВМРО ДПМН од изборната единица 3 на средба за изнаоѓање на решение за проблемот. Нашата борба 2 недели трае, меѓутоа има глувост од институциите. Никаква реакција, ниту од Министерството, ниту од подрачна единица, ниту од локална, од нигде. Затоа ние во текот на денешниот ден најавуваме дека доколку до понеделник со нас не остварат средба на најмало ниво, на најниско ниво пратениците од изборна единица број 3 као од Делчево шоси од Штип, ако не оствариме средба со нив, со министерот, дури и со премиерот да го оставиме на страна со пратениците, бараме средба најкасно до понеделник. Ако во понеделник ја немаме средбата, ние ја блокираме локалната самоуправа. Не блокираме патишта, меѓутоа локалната самоуправа ќе ја блокираме. Откупот една од двете млекарници го откажа вчера, а другата го одложи до 12 јули. Едната млекарница продолжи со откуп на млеко, но без цена. Не знаеме, се уште втор ден даваме млеко, не знаеме по која цена ќе ни биде млекото. Меѓутоа другата млекарница која што го најавуваше прекинот, и таа го направи прекинот, синоќа не дојдоа, меѓутоа со наши надчовечки не борби, него барања, молби, рекоа дека ова е последно што го прават, до 12, од 12 веќе на сите кооперанти им го прекинуваат откупот, не само на нас. Да ви споменам, во овој регион, ова е најстарата млекара, приватна млекара во Македонија, од осамостојувањето па навака. Засегнатите сточари дневно произведуваат помеѓу 4 и 5 тони млеко, со кое засега не знаат што да прават. Моментално се работи за количина од 4 до 5 тони млеко на ден, која оваа млекара ќе прекине да ги откупува на 12 јули. Сточарите од ова здружение на проблемот посочуваа и претходно, но сега дефинитивно за нив проблемот е нерешлив. Пред неколку дена тие заеднички протест, но на различни локации, одржаа со сточари од Пелагонија. Државата стои настрана и не мрднува со прст против врсничкото насилство, а конкретен пример е со случајот во Штип, каде од страна на 2 обвинителски нивоа, родителите на децото од Штип кои 3 месеци малтретираа врсничка се ослободени од одговорност, објави адвокатката Маја Ристова на социјалните мрежи. Еве да видите дека не зборувам напамет кога пишувам дека државата нема да мрдне со мал прст за врсничките насилства, додека не ни се случи Рибникар. Само што примив решение од Вишото јавно обвинителство во Штип, во кое се вели дека основното јавно обвинителство во Штип правилно утврдило дека родителите на децата, што крвнички тепаа друго дете, и тоа неколку пати поред, не се одговорни за кривичното дело за пуштање и малтретирање на дете, затоа што не биле свесни за дејствијата што ги преземале нивните деца. Еј, не биле свесни. Не ми се верува што читам. Требало да има континуирано и сериозно занемарување, а не ова. Што е ова? Го тепале 3 месеци и психички и физички го малтретирале. Ништо не е тоа. Требало да го избудат. С краја било. И ова, пази, фактот што детето самостојно превземало противправно дејствие не може да се квалификува како запуштање или малтретирање. Каква порака се испраќа со ова? Ако овде нема одговорност, каде имаше и признанија и видеоснимки, што со останатите насилства? Во случајов станува збор за малтретирање на ученичка од основното училиште Ванчо Прке од страна на нејзини врсници. Детето трпело психичко, физичко и финансиско насилство, зашто нејзината мајка правна борба води речиси 2 години.
Во рамки на 41-то издание на Штипско културно лето, програмата продолжува утре со 2 културни настани. Со почеток во 11 часот во Националната установа Училишна библиотека Гоце Делчев ќе биде отворена изложба на фотографии Интимни хоризонти од професор доктор Оливер Цацков. Во вечерните часови во Дом на млади ќе се одржи концертна промоција на новиот албум на Моника Стојчева, насловен Нов живот на песните на Марија Димкова. Публиката ќе има можност да ужива во нови музички интерпретации на безвременските песни на Марија Димкова, оживеени преку гласот на младата пејачка. Во сабота, Општина Свети Николе организира прскање против комарци и други штетни инсекти на целата територија. Прскањето ќе биде авионски и ќе биде изведено во раните утрински часови. Се известуваат пчеларите навреме да ги заштитат пчелните семејства, како и останатите граѓани кои сметаат дека прскањето може да им наштети. Доколку временските услови не дозволат, прскањето ќе биде одложено. Лубениците во облик на коцка, специјалитетот зенџуци во префектурата Кагава во Јапонија, иако не се премногу сладки и не се погодни за јадење, станаа популарни како летна декорација. Парче од 18 квадратни сантиметри се продаваат за околу 55 евра. Локална група одгледувачи ги развила коцкестите лубеници пред 50 години во обид да произведе овоше кое полесно би го собирало во фрижидерите. Лубениците се обликуваат во коцки така што се одгледуваат во продзерни квадратни садови со метални рамки кога ќе достигнат одредена големина. Покрај лубениците, 7 фарми во моментов одгледуваат коцкести дињи, а обликот на секој производ се проверува пред да се спакува во кутии за транспорт. Утре времето претежно сончево со засилен ветар кој ќе дува со брзина од 24 км на час. Температурите до 30 степен. Влажноста на воздухот ќе изнесува 49%. Температурите по градови се следните. Штип 30 степени, Карбинци и Пробиштип со по 28, Чешиново Облешево 29, Кочани 28 степени. Температурата во Виница до 27 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 26, Пехчево 22 степени и во Берово максимални 25 степени. Православните верници утре се спомнуваат за преподобен Наум Охридски чудотворец. Католиците на апостол Тома.